Ideja na Slow Food je da se promovira tije tradicionalni lokalni proizvodi, autohtoni sorti i da daje možnost na zemljodelcite da koristi ovije proizvodi, da promovira ovije proizvodi, da se dobi po dobra cena. Знаеме дека мали земјоделци не може да има компетиција со индустријски производи. Они може да се фокусира на квалитета на своји производи и да доби за таа квалитета повисока цена. И да се развои што Slow Food вика гастрономски туризам. Производи да биде има потенцијал да доби туристи на место и да промовира територија крај каде тие производи се правени. Од кога започна проектот во Македонија? Можеме да кажеме дека мрежа на Slow Food во Македонија беше креирана лани, во јуни во село Јанче. Еден од нашите основачи е Тефик Тефиковски, газдата на Отел Тута во Јанче. Тој е повратник од Италија кој што видел и пресликал нешто кај нас, така? Така. И беше основачи се 5 луѓе дека сакаше да промовира принципи на Slow Food во Македонија. Денес имаме 60 членови во цела Македонија и имаме повеќе број на луѓе дека се занимаваат со Slow Food, производители, ресторани, школи. Имаме угостителска школа Лазар Танев, која е дел на наша мрежа. И со овие луѓе промовираме овие производи во свет, како правиме сега во Сајм, Салоне дел Густо и Терра Мадре. И наша цел е не само да се промовира овие производи, ама да се развои тој сектор како гастрономски туризам во Македонија. Да, имаме добра основа. Видовме дел од производите кои што веќе се влезени, но исто така во иднина постојат и многу неоткриени најверојатно наши производи, култури, традиција. Така. Ние почнеме да зборуваме со некои производители, например на маџон од Кавадарци, кој е многу интересно, затоа се прави традиционален маџон, се прави со ума и многу е интересен за италијанците, како е цела процедура, цела технологија на производ. Со Дојран, со град Дојран, една година зборуваме како можеме, например, да ревитализираме риболов со мандра, дека за мене е еден од најдобри примери што Македонија изгуби на овој време. И зашто овие технологии и производи треба да се заштити. Риболов со мандра беше и голема атрација, туристичка атрација за езеро Дојран и беше дел на култура и на традиција на локална заедница и тоа е зашто тие технологии треба да се заштити во Македонија. Тука е ѓомлезето исто така? Така, ѓомлезе. Имаме од Охридско, Скопски јабучар од